Штипските градинки кадровски и технички ќе се екипираат. Со новата систематизација и организација не е предвидено отворање на нови работни места, туку само оние кои биле и во планот од минатата година. Оваа година приоритет се вработувањата на дефектолози, со кои ќе се надмине проблемот од потреба на стручен кадар и грижа на децата со попреченост. Согласно и претходната систематизација имавме одреден број на работни места кои што не се пополнети. Истите сега ги пренесовме и во новата систематизација и се надеваме дека ќе се пополни целата бројка на систематизирани работни места. Генерално воспитувачки негователки ни се потребни и стручен кадар од областа на дефектологија и помош на технички служби ни се потребни и хаусмајстори, и хигиеничари и се. Проблемот со нерешениот статус кој имаа дел од вработените во детските градинки и се провлекуваше долги години ќе биде решен за неколку месеци. Статусот на овие вработени би рекол дека оди одлично и со многу забрзано темпо. Од повеќе од 60 луѓе со нерешен статус во моментот имаме останато уште 13 луѓе со нерешен статус за неполни 4 години. Така да сметам дека оваа бројка е задоволителна за директор како мене, за луѓе на кои што им е решен работниот однос и се надевам и дека за овие останати 13 луѓе во многу брзо време ќе биде решен и нивниот. За годинава детските градинки имаат предвидено низа проекти со кои ќе се подобрат условите за престој на децата. Еден од проектите кој го има предвидено детската градинка Стибо е поставување на фотоволтажни панели.